Соединетите американски држави одамна ја надминаат Кина, сега речиси двојно по бројот на COVID-19 случаи, 164.000. Починаа над 3.100 луѓе, но има и над 5.500 излекувани. Она што загрижува и предизвикува најмногу реакции во јавноста е односот на политичките власти кон проблемот. Добро е од друга страна пак што луѓето ја сваќаат сериозноста на ситуацијата. И натаму најкритично е во Њујорк. Каква е ситуацијата денеска во центарот на светот? Во Менхетен живее Вера Арсова со семејството. Ја прашувам, има ли паника и како изгледа големиот град? Њујорк е поинаков во моментот, празници улиците и тивко е. Луѓето ја сватија сериозноста на ситуација и посебно кога во сред Централ парк се дигаат чатори, се гради болница и на реката Хадсон е закотвена болница. Затоа луѓето и почитуваат правилата и седат дома, едноствено се дома. И постојат можности за доста на храна дома, така да повеќето од луѓето ги користат тоа, и многу од продавниците имаат определено време за постарите луѓе кога може да дојдат да купуваат храна. Вера, како лично го преживувате овој проблем? Одите ли на работа? За среќа во можност да работиме од дома и јас и сопругот. Децата се дома со нас и секој ден е нов предизвик. Поголемата е 3 години и од училиште имаат видеоконференции на кои ќе ги видат другарчињата и ќе научат нешто ново, што ќе се таму со нив. Помалата е беби и таа ужива со сестри по дома. Ви благодарам и чувајте се. Слушнавте од Вера. Во Централ парк во Њујорк веќе е подготвена монтажната болница, обезбедува интензивна нега за најкритичните заболени од COVID-19. Уште еден податок за сериозноста на состојбата, билансот на смртност од 250 луѓе во еден ден во градот Њујорк сега се искачи на 1200. Ова е епицентар на заразата во САД. Гувернерот на државата Њујорк и здравствените власти предупредуваат дека кризата што се зголемува овде е само, како што велат, најава за она со што наскоро ќе се соочат другите американски градови. Наспроти притисокот од јавноста за поостри мерки, претседателот Трамп вели дека малку е веројатно наредбата да се остане дома, дека ќе важи за целата територија на државата. Очигледно има делови од државата кои се во многу поголема неволја отколку други делови кои што воопшто немаат проблем. Се надевам дека ќе останеме така и ќе правиме на начин како што делуваме сега. Американскиот претседател најави дека во Италија и во други европски држави ќе испрати помош во медицинска опрема вредна $100 милиони. Следна голема грижа за него е економијата. Трудови експерти и синдикатите сметаат дека вистински потрес предизвикува над 3 милиони откази. Берзата во Њујорк бележи скромен раст на акциите денеска, но во моментов сите се согласни, најважно е да се спасат човечки животи.